Министерот за економија Крешник Бектеши на вчерашната пресконференција информираше за уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во пост-COVID-19 периодот, која на предлог на Министерството за економија беше усвоена во владата. Министерот потенцираше дека третиот пакет мерки кој го донесе владата за справување со негативните ефекти од корона кризата предвидува поддршка за граѓаните, за бизнисот како и за компаниите и има главна цел ревитализација, оправување на економијата како и стимулирање на потрошувачката и на индустријата. Се усвои нова уредба за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во Северна Македонија во висина од полно 20 милиони евра, наменета за приватниот сектор, односно за сите компании кои и во ова кризна ситуација продолжија да работат и да инвестираат во нивниот раст и развој, конкурентност, но истовремено и во модернизација на нивните процеси. Според министерот, целта на оваа мерка која е преточена во уредбата е да се помогнат компаниите кои ќе ги изгубат пазарите за повторно освојување на истите, зголемување на нивната конкурентност, модернизација на процесите, зголемување на продуктивноста, со што ќе се одржат деловните потфати кои ќе придонесат за опоравување на економијата на земјата преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот од јули до декември 2020 година. Сите компании кои што во текот на 2020 година имат во реализација инвестициски проект или пак ќе изготват инвестициски проект за да се реализира во текот на 2020 година и во текот на 2021 година. Работат во производствени сектори кои се дефинирани како производство, освен оние компании кои се исклучени од оваа можност согласно Законот за контрола на државната помош. Истовремено, што е различно на ова уредба со законот веќе кој е во сила, Законот за финансиска поддршка на инвестициите, е дека дополнително им даваме можност и на сите тие компании кои се во дејноста трговија, но ќе направат инвестиции во нивните основни средства, истовремено ќе направат инвестиции во нови објекти. Дополнително на тоа, со новата уредба се овозможува и на IT компаниите за да добијат ваква финансиска поддршка, доколку нивните инвестиции опфаќаат во поставување на нова организациона единица. Висината на финансиската поддршка изнесува 25% од реализираната инвестиција според планот, кој што ќе го достави апликантот, но не повеќе од 40.000 евра за компании кои оствариле вкупен приход во 2019 година, не повисок од 1 милион евра. До 100.000 евра за компании кои оствариле вкупен приход во 2019 година од 1 милион па до 10 милиони евра. До 140.000 евра за компании кои оствариле вкупен приход во 2019 година од 10 милиони евра до 50 милиони евра. 200.000 евра за компании кои оствариле приход во 2019 година повеќе од 50 милиони евра, прецизираше министерот Бектеши. Компанијата која ќе добие финансиска поддршка има обврска до 31.1.2021 година да достави извештај за текот на реализација на инвестицискиот план со докази дека истиот се реализира во рамки на инвестицискиот план за кој е исплатена финансиската поддршка.